Денеска ве водиме во селото Кашање, или како што тука си го викаат, Кашање. Движејќи се по регионалниот пат од Куманово кон Свети Николе, после 22-тиот километар, стигнавме до патоказ кој што ни покажуваше дека треба да скршнеме во лево и по нецели 2 километри, по многу лош, полн со дупки земен пат, стигнавме во Кашање. Селото се наоѓа во југоисточниот дел од општината Куманово, на надморска височина од 560 метри. Селото е ридско, куќите се расврлени по височинките, а го сочинуваат повеќе мала. Во 50-тите и 60-тите години од минатиот век селото броело повеќе од 500 жители, а со нерегуларниот попис од 2021 година е констатирано дека тука живеат само 15 жители. Ете што ние успеавме да направиме со македонското село. Инаку тука има можности за поледелство и сточарство, иако местото е оскудно со вода. Малата рекичка Лука, која што минува низ селото, повеќе нема отколку што има вода. Но луѓето што живеат тука се снаоѓаат како знаат и умеат. А водата им е неопходна и за стоката. Тука се одгледуваат околу 1000 грла добиток. Прво ја посетивме фармата за кози на Ласто Кралевски. Алпинки, убавици. Власто, потеклото ви од Кашање, меѓутоа во одредено време сте заминале за Скопје, сте живееле тамо и во еден момент пред веќе 25 години од прилика, решавате да се вратите на корените и да почнете да се занимавате со одгледување на кози. Во времето сигурно храбра одлука, меѓутоа, за да обстоите 25 години, веројатно треба и голема љубов кон ова што го работите, меѓутоа сигурно уште поголема упорност. Па и двете работи. Нормално за тие години имало разни проблеми, разни ситуации и некако за чудо снаоѓа се сето тоа. Да. И помина и толку години, четврт век. Четврт век, време поминало. Време помина и така. Така, како беа прво почетоците, ајде да видиме? Па како почетоци доаѓаш на празна нива. И полека, постепено, сега ова што го има, тоа е правено за сите овие години. Правено како правено, сега има највише услови, него годините отидоа. Така, и не се враќаат, што е пострашно. Годините отидоа и така да... Со годините и младоста. И така да... Не ќе уште многу со ова темпо да се... Апсолутно се согласувам. Се во свое време. Меѓутоа, вие велиме покрај љубов и упорност, сте имале и сте обстоиле 25 години со ова што го работите, одгледувате кози. Прво, кога се донесе одлукава за да одгледувате кози, имавте некаква подготовка, предзнаење, нешто за занаетов? Предзнаење дека на Запад се цени тоа, дека ќе дојде време и тука да биде така, дека се економични, дека така некои сакав да не е како сите тука што има нешто као поново така, за тоа време немаше ни од кој да учи, кози немаше, 2-3 имаш тука по Македонија, прошетав и така почетокот беше стварно тешко, пошто нема од кај да никој што да ти каже за болести, за начин на чување, на работење, примитивно се работеше, немаше замолзење рачно, вака, така, после со некои помали машинчиња. И се тоа до сега, као што имам тука систем за молзење и сега тоа што го реков дека све има, па годините притискат. Така.
Со колку прво почнавте кози? Со 100. Со 100. Со 100 што не би му препорачал на некој почетник. 100 многу се за почетник. Од 50 на ништо повеќе не треба. А сами бевте кога почнавте со 100? Сам. Во меѓувреме баравте некој работник? Работници, после како се зголемува, сум држал работници, пуно години, до пред некоја година, и сега веќе и нема, и така и некако влегов ушто, сам се снаоѓам со сите тие работи, немам ни потреба тако да барам. А реално и многу тешко се наоѓаат квалитетни луѓе? Па не е проблем да го најдеш, проблем е да го натераш да работи. За наоѓање ќе најдеш некој, ќе го донесе. Тоа е страшно. Да, иначе да го натераш да работи, нема. Тоа е се проблематични се тие луѓе, тие се такви, па дури поголем проблем од козите. Ќе појдеш, ќе му кажеш што да работи, до град си пошол, тоа си бркал негови работи, си барал пари, си барал ракија, тука работата не мрда. Козите може сами да си пасат. Ништо тоа. Да, по кози не смеш сам да го пуштиш. Па и законот таков. Ако направи штета, може да направи колку козите што вредат, тој не одговара ништо. Газдата ќе плати, ќе му одбиваш од плата. И како ќе му одбиваш на плата, он на ден па на плата штета прави. Ти обично кога направат бели и бегат. Не чекат да се... Се си замин? Да, се заминуват и крај. И тие се многу ризични да имаш таков човек да држиш. Значи тешко се... Не знаеш од кај ќе те задеси бељата. Може ти направи пожар, може со козите штета да ти направи... Да, по туѓи имот. 300 бели, многу понаштрек ќе бидеш него сам кога си, помирно е многу. Добро, гледам овде доста напуштена земја, има паша реално, меѓутоа гледам и некои ниви што се обработуваат. Значи, таму може козава да направи штета. Да, па коза као коза, таа се ќе подмине да штетата да не направи. Ако има дрвце да изеде, така, родно дрвце, тие у прв план на нив. Апсолутно. Тоа им е деликатес. Да. И тука нема шо, со коза си е коза, тоа е таа бијат него мену. Апсолутно. Ние се запознаме пред 5-6 години. Тогаш бројката беше отприлика околу исто, на кај 300 кози некаде, сега велиме дека имате 250, така? Да. Значи, бројката е тука некаде, успевате сами да се снаоѓате со сето ова? Па ето успевам, бројката била и поголема, до највише сум имал 425. Па тоа негде 16-та година беше. Ама тоа ше држави работници, но тие работници кога е тука, кога го нема, пак сам мораш. И така да ми излегува од контрола стално, и за сега ова бројка се снава со ова бројка, да. Али ќе ги намалувам, многу мислам. После толку години, одеднаш млекото на 25 денари, јарето на 180, дури ми се јавува вика 150 да ти го платам, и како ќе работиш? Па катастрофа е на ден по 50 евра да имаш штета и да работиш ова. Како може да гледаш на тоа? Така. Само на ликвидација. Пошто е стварно безсмислено толку труд да вложуваш, а па без пари да си. Парите ти лет. Млекарите ви го... Да, млекар. Имате договор направено? Договор, имаме договор, него кај сите млекари исто цената. Не е само кај тој Козио млеко ви го откупуваат по 25 денари. Да. Ќе останеш сам да се сноиш, треба и сирење да правам, уште едно работно место ќе ми се отвори. А сирење правите? Па правам, јесен правам кој се намали млеко, кој е појако, иначе сега треба секој ден да правам, а тогаш правам на неколку дена. А сега ако почнам, треба секој ден, тоа е голем товар за мене. А добро, еве, велите млеко ви откупуваат млекариве. Дневно колку може да помолзите во овој период, еве сега? Па литро по коза, значи 200 кози, 200 литри, 250 литри тука некаде. За лактофризер од 500 литри се полни. Значи секој втор ден ви доаѓа на 2 дена. На 2 дена. На 2 дена кога има толку, кога има помалку, сега доаѓа на 4, ама јарињата се уште тука. Кој ќе ги тргнам јарињава, да, кој ќе ги тргнам така ќе му дојде на по литро рачунат прилike, литро и нешто по коза. Значи 200 кози, 200 литри. Така. Сега замислете, во времето кога сте немале молзилиште, значи голем проблем било молзењето. Мислам не толку проблем колку голема обем на работа.
И тогаш не сум работел ептено почетокот, рачно беше, после имав некои машинчиња помали такви, него тоа одеше многу бавно, тоа одеше по една коза можеш, по две, а ова беше по 12 кози можеш, систем, па само си го носи млекото, само го цеди, само си пере, а вамо се сам сум го правил тоа. Одеднаш имате 12, може Да, два пати по 12, 12 се може, 12 чекат. Да. И ова е, ами разлика у парите, ова на машинче кошта 300-400 евра, ова е 50.000 евра. Сами си го купивте или користевте од некакви фондови? Ништо не искористив и тогаш една година изгубив преку ИПАР. Тоа уште ИПАР еден беше тотално неорганизирано. Потврда ваква, потврда онаква, мислев уште тоа ќе кога на крај доаѓа тика ќе го гледа трлото, ова, она и тоа испадна нема крај. Па на свој рачун сум го правил. И ништо тоа од тоа не видно, и ако не го направив ова, требаше да се откажам. Молзино. Сега, еве 200 молзни кози, за колку време ги молзите на молзилиште? Па за 2 сата негде. За 100 кози за саат, значи 200 околу 2 сата. Па добро, сосема коректно. Да, коректно и не осеќаш напор. Тие сам си го работиш, што е битно. Се доаѓаат сами. Издресирани. Да. И така да не зависиш од луѓе, од други луѓе да имаш помагачи, терачи таму што ти знам. Тоа е најбитно. Добро, рековме дека имате 200 молзни кози, гледам овде и подмладок, јаренца. Многу ефтина цената ми ја кажувате 180 дена. Јаренца, да, ова година е така. Јаренца женски остава, други години повеќе, сега поставено имам околу 30-тина, али до година не би ни оставил, пошто сакам да ги намалувам тие. Пред години ве дава и субвенции, уште поме мотивираше тоа, сега нема за јариње, ништо и така да нема зашто да ги оставам. Добро, во околина овде, гледам и таму некое трало друго, се огледува добитокот? Ние сме рекордери, може би, у Македонија по добиток, да. Браво! Па тука има околу 1000 грла ситен добиток, со се моите, другите овци чува. Иначе да поедеш од овие села, од тука до Куманово, у некое село, ја има едно стадо, ја ич. Ние имаме сигурно повеќе од сите тие села. А луѓе колку има? Луѓе, 20 на луѓе. 20 на луѓе, 1000 грла. Да, тука некако може би јас сум повлекол многу кога сум дошол и другите си и помлади од мене. Да не се откажувате? Да. Никако. Па до сега се бориме, па да. Па добро, ајде, дај Боже да се сменат работите на подобро и може и повторно после 25 години ќе имате дополнителна мотивација. Се е можно, само се надаме да биде подобро. Само што го привршивме разговорот, пристигна купец од Куманово, со кого што претходно било договорено да купи 2 јариња. Го оставивме Ласто да си ја врши работата, а ние седнавме да си поприкажеме со Маријан Спасовски, кој што со своето семејство чува овци. Јас сам од дете овце. Со овце, од 9 години нагоре. Аха. И како после? После тој минуе со стока, знаеш како е. Паси до тере, музи, па иста песма, у куќа работи, све тие работи што. Так. Све. Фамилијарен си? Фамилијарен со 3 сина. Нека се здрави и живи. Зашто, да ви кажу, 3 сина имаше, сакаше да ги изголемо до кој 400 овци. Али, наприги 250 овци, немамо услови. Пут, вода, еден бунар имамо доле у барата, 250 грла овци со кофа, кај можеш да ги напоеш? Не можеш. Така, Дојде јули, август, еде у блок жито, траже вода. И не можеш да ги задоволиш. Немамо пут, услови немамо. Ние кога доаѓавме наваму, значи патов на вистина е лош. Пат е катастрофа.
За пут, ево, деца не може да дојде со кола, било кој е ниска, испо кршија, и не смее да дојде до затвор. Значи сат време ми е пут од дом до станица за комбе да стигнеш. Дали жена ќе иде, дали деца, ни губиме многу време. Добро, Маријанчо, колку овци имате сега? 120. 120. Кој ти помага сега? Ја и жена. Деца се откажаа, не може. Вика, тато, немамо рачун. Пут немамо, млеко носу до затвор. За трактор, зимно време, у март до февруар почнемо да носимо, падне снег, разлигае се, на пут ќе се тумпаше. Почнаваме влече на трактор, удобно на Риц седу, не седу на некоја рамница. Да, го гледаме. И мора да се спрема у 5:15, у 6 да си таму. Млекара ви го откупуваме? Млекара, бучен козек. По која цена сега? Лани ga plaća 6 денара, евро. Реална цена е толку, нисмо задоволни со толку. На време ga plaćao, не каснил, на 15 дана, 2 пати месечно ga plaćao. Значи вие со цената на овчото, начално сега сте задоволни. Задоволни смо. Субвенции добивате? Субвенции добивам, ама касни се. Касни. За 25-та ги земавте? За 25-та зимамо ги ни само, други не се зимале, за овци ги добимо ни. Со јагнето како поминавте година? Со јагнето тешко, не смо задоволни. Ич. Оставивте нешто женско јагне? Остае, ама не остави многу, зашто не ги платјав женските јагниња. И немамо рачун да чувамо, више немамо пут, вода, услови немамо. Оставимо како да преживеме, тоа е. Добро, еве, кога патов би се поправил, за да може полесно да си ги обавувате работите, вода да... Пут да имамо вода, јако сам со жена, 300 ќе чувам овци. Имамо кшла и ќе ги пасам, ќе ги чувам. Јас сум заљубен у овци. Тоа ми е дарба. Па Маријанчо, штом од 9 години си со нив? Знам и кој е како дише. Ручно музу не ми е тешко, може 300 да измузу на едно музење. Значи навика сам. Браво. Тој ми е струка. Друго да ми кажеш не знам да работам. За сточар сам на мене. Знам кад ќе се јагне, знам кој е добар ќе се јагне, све ги знам. Све сам си ги тераш работите? Сам. Браво, Маријанчо. А добро, сопругава во што ти помага најмногу? У све. Сирење прави, кад се заврши откуп на млеко, кад се намали, сирење го прави жена. Тоа е стручна, жуто го прави, бело, секој е добар. И она ми помага у секој момент у штала. Од кај ти е невеста? Од тато ми. Од тато ми? Да, Кратовски. Како ја прелажа овде да ја донесеш? Тој време, како се ги порано лажале, с јабука, с цвеќе, ама сак нема превара. Сега пари у джеп пун. Сега и тешко доаѓаат вака. Тешко, сега никој не ти седе у село. Сак, магари да доведеш ке се скине. Ама сигурно било љубов во прашање, Маријанчо, Тоа е штом битно. дошла тука, останала, колку години сте заедно? Па, од 91-а, Значи преку 30 години. 35 години. Ете така. Значи љубов било сигурно во прашање. Значи вредна си е домаќинката, си врши работа. Све Децава си кај врши. ви се? Едното е у Германија, едното е у Елида, работи до вршане у маркет, едното још не е моментално на работа, тупка, да има услови тато да купи може 150 овци. Немамо услови, кам. Немамо. А иначе сака да се занимава? Сака. Он е заљубен, они со деца, кад беа деца барабар со мене. Иде па се ги по риду и тие гледаш ги горе риду и се. Од поленки. Штом заврши. Дојде од школа, од Кумана, учео којнер, ветеринарно сви со тројица завршиле. Дојде субота неделја и земе снапчи и иде повоќе. Бемо сви заљубени, ама сак изгубија волја. Нема. Родителите живите се? Татко ми е починат, мајка ми сега е шлогирана од 15 мај. И жена го там рукуе. Значи жена ти мора и за тоа да се грижи. Све она узнова. И А ја добро, помагам. возило, еве, например, некојаш ако треба болничко возило да дојде тешко? Кад се шлогира, кад падна јавимо, дојде до млекарата, вика немам услови там да отимам, немамо джип за тај терен. Па најдемо се, донесемо го до тука, иначе нема. Ево црква, ќе падне, немамо пут,
донесете материјал. Да донесемо, немамо услови. Жена се тржи барење преседничка на село, одбија за пут. Не ви следуе. Вие под која општина сваѓате? Мало. А добре, еве градоначалникот на Куманово, ако знам. слушне, Еве што трябало да се е подготвува. разлика 2 километра од затвор, нам нема ни 2 километра да се посипе или да се направи. Да идемо за комбе, та на станица нама на асфалт сат време. При тој кад нега стигнеш, отиде си, нема, враќа се назад. Што год да пазариш, ќе да носиш у руки. 20 километри, 10 ќе види ти иде на грб. а те видов пред малку имаш и трактор. Тракторот веројатно ти се наоѓа по Онако не е, руки вис. А добро, еве, кога можеш, овциве ги напасуваш, меѓутоа со храна зимно време како се снаоѓаш? Зимно време с храна тој што си нашал, тој ти е. Тој те, што си набрал, тој ти ги ранеш. Се Имаш собствена земја овде, прибираш храна? Па пребирам, ама веќе ми ти купуju. Сено, да. Да. Жито, ево, не смем да сеју тама, не може комбај да дојде. Немамо пут да жнее. Немамо услови никакви. Тука Свети Николски весела одиш набавуваш од тука. Житарите ли? Житарици. Па било откуде, чуеш, купеш. Мора за зимо да се снабдиш све. Дали ќе биде шикер со поголема количина ќе земеш, зашто нема пут. Штом падне снег, овде нема приступ. А меѓу себе, вака еве, сточариве, седнувате некојаш така, се муабетите си разговарате, се Па, помагате. веќимите сретињам се со козак. Некој ластер. со ластер. Правимо си муабет на кратко така. Така. Ако изгуби некој, јаво му, там са, тражи ги човек. Помагамо се. Така и треба да се помагат. А добро, кога го спомнам сирење, правите поголема количина се? Не, за себе и такој кад прескочи малку продавам. По колку го продавате? 700 денара, тој жуто биено. А добро, тоа е сосема коректно. Ама нема скапо, праша скапо вика. Кој ќе купе пола кило, кој кило, немаш голема количина да купи. Кога би имало понормални услови за живење овде, сметаш дека покрај тебе или вие колку што сте овде, 20 на луѓе и неколкумина сточари, сметаш дека има интерес да се вратат Има, да дојдат? има, ево братучет ми има ту стара куќа, ќе направам викињца одма, ќе купам крави, овци. Многу се има што се интересира народ. Тие што се иселени, ево брат ми врти се направи си викињца, ама нема вода, нема услови. С трактор нека идеја, систерна на кривина на прчи го скрши. Тој не е услови. Така. Немам со услови. вода како се снаоѓате, имате бушотини, бушите бунари. Тете доле што е бунар, доле имам у барата, до саки имам 6 цистерни скршени. Тонски. Нема, на кривина, зуц, не. Штом се напрче, крше се, нема. Така, мора да ја однесеш до горе. Мора до дома за стоку, за све. И ручно се пунемо, мотор кат, оќа кат не. А добро, има можност за водовод евентуално, има некаде вода во близина? Има. Толе у барата има за цело кашање. Само некој треба да реши да ви направи водовод. Треба, значи, да направи корита, да донесе поилки, за стока барем, ево, за стока. Едно чешмиче за мине натам да си пие стока. Сак ние не може да ги терамо преко ритама е 5 километра далеко да го терамо тамо, докде го терамо, но иде си време. Немам услови, ич. А паша има простор за... Паша има и тој све се ушуми, има дивљаци, волци, кад сака паќа, кад сака. Немамо одбрана, немамо. Напаѓаат дивеч? Има и е. Он колко е дал човек на вуци, нема број. Значи ви права штета. Да, да правим. А кучиња имате? Па имамо, ама не е Тешко. пате ги брукина, не ќе не креќамо. Ево, пашарина плаќамо по 70 денара од овца да немамо поилки. Срамота бе, кој век сме. Не ќе да угасне овој село што е било толико со стока. Мало е по 3000 грла овци, 4000. И не знам. Ево дете во тупка, сака да се врате,
и жени си со невестичето како прифаќа да правиме една мандра ќе направиме. Значи, навистина било пожелно да се создаваат услови овде. Абе, за млади многу да се е најдат добро на за село. млади да има, да не угасне овој село. Апсолутно. Да. Па дај Боже во блиска иднина и внучиња да внучите. си гледате. Да. Значи, практично проблемов е од Кумановскиот затвор тука. Од затвор до 2 крај километри. село, 2 километра, ништо е. Не е Нема, многу. не е многу ништо. Ајде, може би некој ќе слушне, Кој сака да ме сожали, може да направи. па добро и не треба да ве сожалат, туку треба реално да ви помогнат, да помогне. затоа што тоа ви е насушна потреба. Значи, Зашто да патот помогне има да не угасне овој село с ситан дој 30-40 крави има крупен добиток и тука. Најкритично смо зимно време и летно за вода. Ајде, дај Боже да се решат проблемите. Се надевам дека можеби ќе допре ова до институциите и некој ќе се одважи да ви го реши проблемов, а со тоа не само вас што сте тука ќе ви создаде услови, туку и некои други. Ево, кои иднина сек сакам ќе имаат можност млекар да дојде с комбе, али он товаране с 5 тона млеко не може да доваѓа он до овдена. Ризично е. Така. И саке секој сабале, дали да ги музу, дали млеко да носат, дали други обавези. Друго е да дојде до туј до негде, до сред селото, подрукше. Ни губимо време многу до таму. Пола сат ми е пут с трактор млеко да несеш, па не е ти да го канти носеш туби, па пукнала некој е, па не знам, критично е многу. Мучемо се многу, ама тој ми е. Ама битно е дека волјата не ве напушта. Не. Љубов кон се тоа што Волја работите. имамо сите што чуваме овци. Значи, на било кој овчар не му се свиде да продаде. Сака да опстане. Но тој живеемо. Село Кашање. 15 жители, а 1000 грла добиток. Замислете каде би ни бил крајот ако ваков сооднос би имале во секое македонско село. Тука луѓето живеат и одгледуваат добиток во тешки услови. Мнозина што низ годините го напуштиле селото се тука, блиску, во Куманово, Скопје, Свети Николе. Ако им се поправат тие 2 километри пат и да имаат водовод, тие што се тука ќе останат, а дел од оние што некога заминале се подготвени да се вратат. За да ги заживееме македонските села, потребно е на луѓето да им се овозможат елементарни услови за живот. Тие не бараат многу. Оваа наша чудесна Македонија.